Колку некогаш Скопје беше далеку за луѓето од внатрешноста. Пред половина век и повеќе, кога ќе се стигнеше во Петровец, се велеше влегуваме на кај Скопје. Пред Петровец, од кај Велес и од кај цела југоисточна и југозападна Македонија е Катланово. Тогаш луѓето ќе речеа, сега сме до пред Скопје. Точно. На 15 километри од метрополата е селото Катланово. Ни мало, ни нешто големо. Таман, барем за луѓето што живеат таму. Големо поле, шума, планини, реката Пчиња, термални води и Катлановско блато. Го нема веќе. Сега е плодно поле, по некој шамак и околу полно со викендички. Катланово, велат постарите, некогаш било турско село. Денес е поинаку. Турците си заминаа. Тука роден, тука живеам, со фамилија се, тука сум. Татко ми се доселени од Блаце, од оноа село таму, Блаце. Дедо ми не го знам, тој дедо не го знам. Поеќе ми кажуела баба ми, на мајка ми мајка, дека они се доселени од Дивле 23-та година. Кога се доселиле, тука имало многу малце куќи. И за најстара фамилија се по надимак Анđелеви. И некој си Андреа Бек, што бил. Тие се најстари. После тоа се има доселувано од сите овие околни весела има. Најповеќе се од Баце доселувани, Кожле, Бадар помалку, Градманци тие, Брезица, тие се помалку. И така е селово настанато. Сега, како што е, добро, беше помало, сега е више големо село. Сега е многу големо село. Немало православни тука. На овој терен, на ово кај што е село сега, тука немало православни, турци били. Околу се планини, но Катлановско поле, после мелиорацијата, е големо житно поле и, нормално, сточарски крај, со ситен и крупен добиток. Сретнавме добри сточари, или подобро сточарки и домакинки. Ти кажи како се викаш и... Ајде. Од како знам, цел живот сум со стоп. Каде? Катланово. А од каде бе? Од Љубанци. А таму? Па и таму. Исто. Со овци, со говеда, со се. Полесно е да се чуват крави. Зошто? Па така дават млеко, теле, месо. И така. А трудот? Па трудот. Трудот мора да одиш на работа државно исто тие. И ова исто. Не сакаш живот? Ау, како не. Ако не ги сакаш, ако не ги почитуваш, џабе ни е све. Ние се занимаваме 90 години, откако почина свекрва. Имаме 25-6 телиња, 30 грла имаме. За млеко имаме помалце, а телиња повеќе имаме. Има некои стелни. Просек даваат по 100 кила млеко. Една крава колку? Една крава 20 кила, 10-15, зависи до кравата. Да, имаме ние откуп. Лекарата Маско, задоволни сме многу со цената. Редовно платят? Редовно, секој месец редовно плаќаат. Литар плаќаа по 20, 23, 24 денара. Ние сме многу задоволни со кравите и редовно ни плаќаа, и телиња продаваме. Треба да чуваме крави. И сите млади да чуват. Па мислиме да правиме нова штала и да прошираме стадото. Овој Ѓорги, за разлика од Божана и Клаудија, се определи за ситен добиток, најситен, ако кокошките и птиците се сметаат за тоа. Може добро да се живее и од тоа, плюс малото селско кафеанче во куќата. 3 деца, вели, се негово царство, најголемо. Па, претежно брама, пауни, затоа што подобро идат на пазарот во моментот. Што е тоа брама? Брама е американска кокошка, фактички направена од 4-5 раси, расте голема и многу убава. Тие се доле, например, тоа мисирки, дукатки, кокошки, тие се за децата, кои сакаме нешто да заколеме свежо и чисто, од тие. И јајца за дома, нели? Па хоби, едно 20 години чуваме интензивно со многу видови на раси, али има и паричка.
Од каде се доаѓаат заинтересирани? Претежно од западниот дел на Македонија. Струга, Дебар, Тетово, Гостивар, претежно од таму. Што бараат највеќе? Највеќе брамата. Брамата чуваат претежно многу таму и сакаат да земат квалитетни грла од кемен, затоа што јас се увезувам од Србија, од Германија и од различити земји. Сите во Македонија што чуваат, сите ги знам. Што се професионалци, а некој аматер ако земам, не го знам. Па и од угостителството некој динар тече и од ова и така една живеачка вадина. Жена, 3 деца и мајка. Па еве го позади мене на тракторов седи, тој е третото, претходно имам 2 ќерки и третото е 3 години. Не би ги менувал за ништо. И кој нема деца, да има повеќе деца, кој не е женат нека се ожени и би било повесела и куќата и све. А овие луѓе со козите, откако дојдаа во Катланово пред 20 години, велат си го продолжија животот. Пример и за младите и за третото доба. Еснав некои. Ајде ја работа Дина. Благодарам многу. Со козички си пасам, рекреација, си продолжи векот. Од Сабајле ги пасеш? Од Сабајле. А сега? Сега дојдо водички се напија, И? еве си пасат, ја покрај нив, си продолжи векот, рајски живот. Данче, кога дојдовте тука? Па околу 2000 година, после кога се пензиониравме и така, тука полека, со пчели, со козичките. Како ви текна? Пријатели Па препоручија. многу, тука е многу убаво, воздух чист, а плюс има и некоја пак допринос, нели? Способни сме уште по нешто да доприносиме. И така. Градскиот живот нервозен. Загаден воздух па е многу. да. Гужва, секој ден од нешто има да си напнат. Така, тука е Мир. мир, спокој. Во И- зграда бевте? Во зграда, да. У затвор. Зграда, постари луѓе, знаеш како е, прво не може по степениците да излезеш. И Тука се е ваше царство. Наше царство. да, тоа е продолжување на животот. А рековте убаво со корисно. Што правите се? Сирење, дзира? Па сирење, павлака, правиме така, дзира. Кај нас се викаат цвика. Како? Свика. Каде кај вас? У Владимирово, Малешевијата. И веле свика цвика. Правиме иначе многу убаво сирење. Никој пат не сме отишле на пазар да однесеме, од тука идат ни зимаа луѓето. Пријатели. Не разпознаа така и редовно имаме од тука муштери ни зимаа. Пчели рековте? Да, имаме околу 50 пчели. Постигнувате? Се Да, трудиме. да. Има околу пчелата доста работа, ама така. Она им помага. Мене ја не изе. Заборавивте на градот? А, не, идем по време. Идеме, ако имаме потреба, некои сметки да платиме и да си земеме пензиите. Катланово, кога ќе се спомене, неодминлива е помислата за Катлановска бања. Таа е тука веќе над 2000 години, уште од римско време. А кој знае, може би и од порано. Денес е тоа модерен здравствено-рехабилитационен центар. Агилните луѓе од бањата се предприемчиви, па настојуваат да му дадат и здравствено-туристичка димензија. Како што слушнавме, нема дипломат од амбасадите во Скопје кој не ги користи нивните услуги, терапевтски и рекреациони. Но пред се, луѓето во бањата се трудат да дадат здравје. Катлановска бања или овој локалитет датира уште многу одамна. Може би повеќе од 1500 години. Заради тоа што ние во некои записи најдовме од Римската империја дека постоела оваа
Бања била со многу големо значење и во споредба и со околните градови во Македонија. Поголема е незиното маркирање поголемо и од Скопје, и од Хераклеја Битола, и од Охрид. Така да многу била значена уште во Римската империја. Дали служила за опоравување на ранетите војници и изнемоштените? Тука уживале и служила и за тоа, но и уживале патрициите со обилно јадење, со уживање во водата и сите сетила од тие погледи каде што им биле кадите, римските кади. Значи, патрициите, сиромашните не можеле, само плебејците богатите. Бањите биле исклучиво само за богатите луѓе. Во бањите не можеле да одат обични луѓе. Така било и во турско време? Во турско време добива нова димензија. Зборувам и за Катлановска бања. Има еден многу хуман и добар човек, турчин, кој што многу направил за Скопје, а направил и за Катлановска бања, тој е Хафез Паша. Тој на влезот, ќе прочитате и неговата порака до сите што доаѓаат во бањата, бил воодушевен од водата и од локалитетот и од сето она што го видел во Катлановска бања. Катлановска бања моментално има здравствен дел и дел кој што се занимава со здравствен туризам. Здравствениот дел го покрива делот на медицинската рехабилитација и физикална медицина. Располагаме со најсовремена опрема за пружање на тој вид на медицински услуги, така да годишно негде над 6000 пациенти гравитираат во нашата установа. Со каква дијагноза? Кои дела? Најчесто доаѓаат реуматски заболувања, особено заради тоа што се менува и старосната структура на луѓето, се повеќе доаѓа тој дегенеративен реуматизам. Сите воспалителни реуматски заболувања, ние сме референтен центар за посттрауматски и постоперативни состојби, односно за нивна рехабилитација. И следиме сите светски нормативи и протоколи за лекување и рехабилитација на овие постоперативни состојби. Не треба да се оди воопшто во странство, заради тоа што сето она што во странство се пружа и ние го применуваме како протокол, како услуга здравствена и нема никаква потреба од одење во странство. Во здравствениот туризам можеме да се пофалиме дека ние сме и првите пионери во формирањето на велнес и спа центри во Македонија. Тука може да ги користат сите услуги на најсовремен велнес и спа центар, значи со сите процедури кои што го следат тој тип на услуги. Во иднина планираме да го прошириме сето тоа во смисол направи на трим стази и сите оние содржини кои што одат за користење тој здравствен туризам. Нашиот спа центар е посетен скоро од сите дипломатски представништва во Македонија. Скоро сите се корисници на нашите услуги во спа центарот. Постојано и многу се задоволни. Скромен народ, вредни и добри луѓе, овие катлановчани. Без голема врева, пред години си направија и убав црковен храм. Речи си сами. Верата е дел од нив, од традицијата и самопочитта. Секоја чест. Овој храм е изграден односно темелите се поставени во 2001 година. По долгогодишната желба на мештаните од село Катланово да имаат свој собствен храм, бидејќи тие немаат свој собствен храм. Таа желба конечно по нивно собствено залагање им се оствари и во 2001 година е поставен камен темелникот, да веќе во 2006 година се завршат сите тие градежни активности и да се освети со неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски господин Стефан. Верувам дека крштевките и венчавките се повеќе ќе се зголемуваат, иако трендот на венчавањето некако во овој период оди во подоснежните години на животот на младите, се одлучуваат за венчавање, но се надевам дека сето тоа
ќе биде се онака како што благословила Светата Црква, да порано да се одлучуваме да се одлучиме за венчавање, за да можеме на вистински начин и да си ја запазиме верата, но секако и да го продолжиме нашиот род, да има што повеќе рожби. Се разделуваме од Катланово, портата за Скопје и место каде животот тече веќе милениуми наназад. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.